Домашна со 2 клика. Зошто да се губи време, ако машина може наместо тебе да ги заврши работите? Ако порано домашните задачи беа најголем предизвик за да се види кој колку совладал, за денешните генерации е многу поразлично. Вештачка интелигенција најпрво го користев чат-ботот од Snapchat, но потоа кога дознав дека многу полесно може да се користи ChatGPT, сега тоа го користам. Па најпрво почнав да го користам за домашни, односно кога ми помагаше за училиштето. Најчесто што се пребарувам, например, кога имам домашна некоја да ми помогне или за писмена, некој есеи и слично. Се обидувам да му напишам точната задача што ми е потребна, затоа што не во секој момент е прецизен и не ми ги дава баш информациите кои што ми се потребни. Но Аделина не е единствената што е користи оваа апликација. Всушност, за неја и низините врсници беше чудно што воопшто прашувавме за апликацијата која што редовно ја користат сите. Па, доста сум запознаена со најопштите работи за вештачката интелигенција. Не го користам секојдневно, но доста знае да ми помогне во секојдневниот живот. Најчесто за проекти кога ми требаат некои информации, да не барам на Google ChatGPT, само ќе го прашам и одма ќе ми ги даде информациите точно конкретно што ми треба. Па има доста професори што се свесни дека тоа го правиме и не прават некој многу голем проблем, но затоа најчесто пробувам да не вадам толку многу информација, само така нешто најбитно што ми треба. Ми стана интересно кога дознав за ChatGPT ботот од мојот брат. Тој прв го дозна, тој иако е помал, ја не бев толку запознаен, но тој ми го кажа, тој ја проверував какви се неговите можности, што може, какви информации може да ми даде со колкава точност и слично. ChatGPT може е омилена, но и другите апликации се користат редовно. Стефан вели дека нема повеќе математичка задача која што не е решлива за неколку минути. Има апликација за математика, Photomath, ги ја сликаш задачата и таа ти ја решава детално. И секогаш се точно. Да? Но приметливо е за наставникот, ако обично наставникот ако не може, ако не ќе да се замара доволно да ги провери тие тестови, тој исто така користи Photomath и ги дава истите одговори. Никој не гледа ништо лошо во користење на овие апликации, но свесни се дека мора да се вклучат и самите за да има ефект. Се одзема дело со критичкото мислење што треба да се развива кај нас. Многу е тоа автоматизирано, треба и ние сепак малку да се потрудиме да кажеме нешто да го разбереме пред се тоа, за да знаеме да го примениме понатаму во животот. Во совладувањето на апликациите што им нудат безброј можности, средношколците гледаат забава и задоволување на нивната љубопитност. Со задоволство бараат сами и чекаат што ново ќе излезе на интернет за да може да го стават во погон за нивна корист.